Добро вечер, тредневник на К3. Од сите градови на татковината пристигна масовна подршка и полни автобуси за Народниот собир, организирано од ВМРО ДПМН, кој што се одржува вечерва пред собранието на Република Македонија. Во дел од градовите автобусите претесни за да ги соберат сите граѓани кои сакаат да изразат подршка за силна Македонија. Со автобуси, возови, комбиња и со приватни возила, граѓани од цела држава се упатија кон главниот град за да учествуваат на денешниот Народен собир. Целта на собирот е да се искаже подршка за актуелната власт, за политиките што ги води владеачката партија, како и за реформите во сите сфери на општественото живење. На насобраните граѓани ќе им се обратат повеќе лица од јавниот живот, уметници, спортисти, дипломати, како и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Еве дел од атмосферата на тргнувањето од североистокот. Претходно заврши втората средба на лидерите на 4 најголеми партии за изнаоѓање решение за излез од политичката криза во земјава, која денеска се одржуваше во клубот на пратеници. На денешната средба биле презентирани предлозите на ДУИ за формирање работни групи за изнаоѓање решенија за излез од политичката криза, но за нив не биле отворени разговори. Од ВМРО ДПМН информираат дека ќе ги разгледаат предлозите на ДУИ. За ДПА дел од тие предлози се прифатливи. Лидерите на ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ, ДПА не отворија разговори по предлозите на партиите. Договорено е да одржат нова средба на 26 мај годинава во клубот на пратеници во Скопје. Амбасадорите на САД и Европската унија, Джес Бейли и Еиво Орав, присуствуваа и на оваа средба, но и овој пат како наблюдувачи. Најважно е да се избегнат насилства во Македонија, изјави денеска во Брисел генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Пред почетокот на состанокот на министрите за надворешни работи и за одбрана на Европската унија, Столтенберг истакна дека мирни демонстрации се дел од демократско општество. Ние го следиме одблиску развојот на настаните во Македонија, а имаме и канцеларија за врски на НАТО во Скопје. Македонија е земја аспирант за членство во НАТО и затоа имаме блиска соработка со Македонија. Јас силно верувам дека мирните протести се дел од демократското општество, но најважно е да се избегне повеќе насилство и треба да се осигура дека демократските институции се развиени и дека владењето на правото е имплементирано целосно и дека ќе избегнеме ескалација на кризата и конфликтот во Македонија, истакна Столтенберг. Важно е да се избегнат нови насилства, да бидеме сигурни дека демократските институции се развиени, а владењето на правото е целосно имплементирано и дека ќе избегнеме ескалација на кризата и на конфликтот во Македонија, рече Столтенберг. Со механизација и камиони викендов изнесен е градежниот шут од улицата Перо Илиевски и споредните улици во тој дел од градот. Акцијата ја спроведе Дирекцијата за заштита и спасување со ангажирана приватна компанија. Изнесувањето на шутот е спроведено согласно акцијскиот план на владата донесен дента по завршување на полициската акција за разбивање на терористичката група во Тодемендол. Жителите на Кумановската населба Тодемендол задоволни се од спроведеното чистење со механизација на улицата Перо Илиевски и неколкуте споредни улички кои гравитираат кон овој реон. Со механизација и камиони исчистен е градежниот шут на локацијата, но исклучиво на улиците.
Според информациите на Дирекцијата за заштита и спасување, која е надлежна за расчистување на шутот, 2 камиони и 2 машини употребени се за расчистување на шутот во овој дел од населбата. Шутот е изнесен и депониран на краста. За расчистување ангажирана е приватна компанија со која Дирекцијата за заштита и спасување има склучено договор. Чистењето е спроведено согласно акцискиот план донесен од владата. Мислам дека се изнесено теги 2 дена доваѓава с камиони, с багери, значи све окей, да. И само од улиците го изнесаа? Да, само од лицеви, односно од и овие крајни улици што се странични, да. Камион легува тука, се е вред. Све трошено беше овде. Струја имате ли? Имаме. Не може да направиме за јадење ништо. Не може да олегнеш у куќе, поради някако куде можеме, куде мајка, куде тетка, куде можеме. Па јучер се носили овој ѓубре овој. Само од улиците? Да, само улиците. Претходно екипи на јавното предпријатие Чистота и зеленило од Куманово и комунална хигиена од Скопје интензивно ги чистеа улиците од комунален смет. Изминативе денови екипите од двете предпријатија ги чистеа само улиците и главната во таа населба, но и споредните улици каде што редовно се изнесува сметот. На терен беа ангажирани повеќе машини со кои се измиени улиците и со кои се собира сметот од таа населба. Чистењето на дворовите и имотите каде што се одвиваше полициската акција за разбивање на вооружената терористичка група ќе се спроведе откако целосно ќе биде завршена проценката на оштетувањата на недвижниот и останатиот имот на жителите од засегнатото подрачје во тој дел од градот. На 2600 земјоделци од Куманово, Липково и Старо Нагоричане поднале апликации за мерки по површина земјоделско земјиште и мерки по грлодобиток. Станува збор за над 40% од евидентираните земјоделци. Земјоделците кои аплицираат денеска велат дека постапката оди брзо и оти редовно ги добиваат субвенциите, кои потоа ги инвестираат во производството. Над 2600 земјоделци од Куманово, Липково и Старо Нагоричане поднале апликации за субвенционирање до денеска во подрачната единица на Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство. Со подготвени документи во рака, чекаат да им се прочита името и да ги поднесат барањата за своето производство. Досега околу 40% од евидентираните во фарм регистарот поднале апликации. Јас ке апелирам до сите земјоделци кои сакаат да аплицираат за програмата за 2015 година, при потполнување на образците да внимават и за повеќе информации, за да не прават грешки, да се обраќат до Агенција за финансиска поддршка во Куманово, што е при потполнување на образците, за да им дават упатства советниците што се наоѓаат вработени таму кај агенцијата. Земјоделците задоволни се од исплатата. Најмногу во овој реон се поднесуваат барања за исплата на произведени житни култури – пченка, пченица и јачмен. Земјоделците информираат дека навремено им се исплаќаат субвенциите и дека редовно парите што ги добиваат ги вложуваат во наредното производство. Субвенција да поднесеме. Конкретно за што? Па за земја и за земја, така за земја. Па за пченка, за пшеница, за ова сточна храна. Нека има 3 хектара се, цело тромеđа. За сејани 6 декари ечемен и 6 пченица. Немаме проблем, врете се врете. Се е врете и добри се и овие службениците кои работат, нема проблем. Добиваме. Пченица, Само пченица се јачмен, овас, пченка. на колку површина вие? На 5 хектари. Во која село сте? 40 години кој на реатор. Аплицираме за житарици, за земјоделие. Имаме во програмата тоа, ги читаме од овие што ни ги даат. Меѓутоа, не е тоа проблем колку што е голем проблем за поднесувањето, мора малку ова да се преземе некои од мерки, за да може некако да се направи малку подобро ова работа да се изведе. Во меѓувреме започна и поднесувањето за барања за произведено и предадено овчо, козјо и кравјо млеко во периодот од 1 јануари до 30 април 2015 година. Овие барања млекопроизводителите треба да ги поднесат во подрачните единици на Министерството најдоцна до 15 јуни 2015 година. Поднесените барања веднаш влегуваат во процесот на обработка. Право на користење средства од програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2015 година имаат земјоделските стопанства, кои се запишани во единствениот регистар кој се води во Министерството. Дополнителни информации земјоделците покрај во подрачната единица на Министерството може да добијат и во подрачната единица на Агенцијата за поттикнување на развојот во земјоделството.
Депонијата во селото Пчиња е деценијски проблем за жителите од ова и околните села. Погоденото население во неколку наврати бараше од локалната самоуправа да се дислоцира депонијата и најде решение за еколошката катастрофа. Изјавија дека со нетрпение го очекуваат проектот за регионална депонија со која ќе се стави крај и конечно нема да има смети ѓубриште кое е во непосредна близина на земјоделско земјиште, засејано со жито и други култури. Депонијата на која се изнесува сметот од град Куманово е лоцирана на самиот пат на влезот во село Пчиња. Ова е деценијски проблем за жителите од селото кои се жалат дека од сметот и ѓубрето се загадува водата за наводнување на нивите, но и во бунарите. Нивното барање е јасно да се дислоцира депонијата како што им било ветено, за да може селото да произведува здрави и еколошки земјоделски производи по кои што е познато. Што веќе да порачаме? Значи, ние сме порачали, испорачали и никому ништо. Никој ни не слуша, никој ни не гледа. Најголем проблем во Пчиња депонија. Од депонија водовод. Се загадува водата, пошто ние моментално веќе немаме водовод. Направено во село Пчиња. Проблем е во село депонијата, има доста смрдеа се осеќа навечер, еве сакаме да излеземе надвор да седнеш, се осеќа смрдеа. Има кога ќе појдеме од Куманово навака да дојдеме за кај Пчиња, по пат чистота. Нели се вели чистота, ама чистотата не е, по патот се наоѓа паднати алишта, паднати џакови, кучиња умрени. Не, за гледка не е убаво да се гледа. Жителите на Пчиња со нетрпение го очекуваат проектот за решавање на цврстиот отпад во североисточниот регион подржан од Европската унија, кој предвидува изградба на една или две санитарни депонии и горилница за цврст отпад, која треба да биде изградена во кумановското село Доброшане. До тогаш вела дека будно ќе следат состојбата на терен и предупредуваат до надлежните доколку еколошката катастрофа излезе од контрола. До животна средина со инспекторот, државниот инспекторат што е на животна средина имаме контакт секогаш кога има голем демери било што на депонијата, ние го известуваме. Мислам дека и самата локална власт треба да размисли не само да имат казни, да плаќат казни, него со тие пари може да ја одржуваат депонијата додека не се направи регионалната депонија. Инаку со депонијата на патот кон Пчиња засегнати се уште 5 села во регионот. Во неколку наврати протестираа пред надлежните институции, дури го блокира и патот и депонијата и не дозволуваа депонирање на сметот. Додека во другите градови од државата секојдневно се следи состојбата за загаденоста на воздухот и се преземаат мерки за негово намалување, во Куманово се уште не е пуштена во потреба мерната станица. Единствено се мери аероседиментот, информираат од Центарот за јавно здравје. Во Куманово главни загадувачи се индустријата, сообраќајот, домаќинствата кои со испуштање штетни гасови директно влијат на квалитетот на воздухот. Неконтролирано се користат мотори за сечење дрва, моторцикли, се пали огин без притоа да се води сметка за загадување на воздухот. Според Мимоза Величковска, доктор специјалист по хигиена и здрава екологија во Центар за јавно здравје, Куманово е на отворен простор, така да не би требало да има некое поголемо загадување на воздух, а од многу важно значење е промената на улиците во едносмерни. Исто така, докторката Величковска потенцираше дека сите треба да внимаваат и да ја одржуваат хигиената во градот. Не одат податоци за состојбата со аерозагадување на територија на општина Куманово. Инаку ние во Центарот за јавно здравје ја следиме состојбата со аерозагадување во однос само на загадувачките честички кои се поголеми од 10 микрометри, преку поставени 4 седиментатори. Тоа се значи загадувачки материи кои што делуваат на горните респираторни патишта. Во текот на оваа година, на минатата година, имавме надминување на овие концентрации кои што се должеа на интензивни градежни активности во тој дел. Според граѓаните во Куманово воздухот не е многу загаден, но сепак би сакале да имаат некакви информации од надлежните за тоа како воздух дишат. Во градот постои мониторинг станица која е наменета за мерење на квалитетот на воздухот, но истата долги години наназад не функционира. Недостаток на податоци за аерозагадување, посебно за аероседиментот и загадувачки честички помали од 10 микрометри и помали од 2,5 микрометри, кои што се причинители на респираторни заболувања на долните дишни патишта,
Немаме затоа што станицата не функционира. Мерната станица се наоѓа во непосредна близина на Кумановската болница, а од Министерството за животна средина и просторно планирање не добивме информација зошто се уште не е пуштена во употреба. Во присуство на голем број ученици, наставници и представници од општинските институции во дворот на Основното општинско училиште Јоаким Крчовски со низа пригодни активности, повтор пат беше кренато зеленото знаме, како символ на титулата Еко училиште, која добиваат повтор пат. Повеќе во продолжение. Во рамки на програмата за интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем, која ја реализираат веќе 5-та година поред во Кривопаланичкото основно училиште Јоаким Крчовски, повтор пат беше кренато зеленото знаме. Знамето е символ на статусот еко училиште кој го добиваат повтор пат. Од еколошката грижа зависи здравието и иднината на човештвото, порача учениците кои се дел од училишниот еко одбор. Нашето училиште се грижи и за здравието на своите ученици и вработени, но и за нивната иднина. Затоа денес сме тука да одбележиме уште еден свечен ден за нашето училиште Јоаким Крчовски. Ден кога повтор пат ќе го кренеме зеленото знаме на нашиот јарбол и ќе покажеме дека статусот зелено училиште продолжуваме гордо да го носиме. Еколошката едукација е од особено значење, а еконавиките во однесувањето треба да се учат од најмала возраст, порача директорот на училиштето Драган Ристовски. Во таа насока во 2 училишни згради беа поставени сончеви колектори и сензорни чешми, со што значително е намалена потрошувачката на вода и електрична енергија. Статусот еко училиште носи многу привилегии, но и многу одговорности преку искористување на мали грантови, а во соработка со нашата општина и јавното комунално претпријатие Комуналец, успеавме да поставиме сончеви колектори на 2 објекти во училиштето и сензор чешми. Оваа година аплициравме со иновативен проект на доведување на речна вода за наводнување на зелените површини и поставување на штедливи чешми во батичниот објект. Во успешната реализација на програмата, освен учениците, активно се вклучи и наставниот кадар, Советот на родители, локалното комунално предпријатие и бизнис заедницата, а посебно активна подршка пручи локалната самоуправа, информираше директорот Ристовски. Стекнувањето на овој еколошки бренд уште еднаш ги потврдува заложбите на општината за да Крива Паланка стане еколошка точка на картата на светот. Младите вредни екологисти со низа креативни активности и собствени проекти во текот на изминатите години демонстрираа висока екосвест за зачувување и разубавување на животната средина, потсетувајќи ги останатите граѓани дека од тоа зависи иднината на планетата Земја. Самата Македонија треба да оцени кој е најдобриот пат за решавање на овие внатрешни проблеми. Никој нема интерес тие да не се решат. Европа не се откажала од Македонија, го следиме многу внимателно тоа што се случува во Македонија и знаеме дека најсигурниот начин да се надминат тие проблеми со кои што сега се бори земјата е во заедничкото европско семејство, изјави потпредседателката на Европската комисија Кристалина Георгиева. Георгиева во изјава за бугарскиот весник Стандард посочува дека тоа што не се планира прием на нови членки во Европската Унија во следните 5 години не значи дека Европската Унија не ги подготвува земјите за членство. Напротив, и покрај тоа што буџетот на Европа сега е малку помал од колку што беше во претходните 7 години, парите кои што ги одвојуваме за земјите кандидати се зголемени. Георгиева уверува дека Европската Унија ја следи многу внимателно состојбата во Македонија. Се разбира дека сме загрижени. Ние знаеме дека во нашиот регион на Балканот, кога ќе се пролее крв, тоа е опасно. Повикуваме на здравиот разум. Видовме дека беа преземени мерки, вклучително и оставки во владата на Македонија. Комесарот Хан, кој е одговорен за нашите соседи, е во секојдневен контакт и со владата и со опозицијата. Ние потекнуваме да се седне на маса и да се преговара. Самата Македонија треба да оцени кој е најдобриот пат за решавање на овие внатрешни проблеми. Никој нема интерес тие да не се решат, вели Кристалина Георгиева.
Регулаторната комисија за енергетика на редовната двонеделна седница направи корекција на цените на нафтените деривати. Малопродажните цени на бензините на океска на полноќ се намалуваат за 1,5 денари за литар, додека цената на дизелот се зголемува за половина денар. Согласно одлуката, новата цена на литар Евросупер БС95 изнесува 70,5 денари, додека Евросупер од БС98 ќе се продава по 72,5 денари за литар. Новата цена на литар Евродизел изнесува 58 денари, додека екстра лесното масло за домаќинство ќе се продава по 46,5 денари по литар. Просечната цена на сурова нафта на светскиот пазар во изминатиот 14-дневен период е за 3,94% повисока од просечната цена на сурова нафта по која беа формирани тековните цени на нафтените деривати. Нигеријската армија тврди дека разрушила 10 кампа на групата Боко Харам. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск изјави дека Европската унија не може да ги прими сите мигранти. Шумските пожари во канадската провинција Британска Колумбија продолжуваат да се шират од запад кон север и веќе зафатиле 17.000 хектари земјиште. Следуваат вестите од светот. Нигериската армија тврди дека разрушила 10 кампа на групата Боко Харам во североисточниот дел на Нигерија при офанзивата против исламистичките борци. Армијата ликвидирала многу борци на Боко Харам и запленила неколку оклопни возила и противвоздушни оружја. Еден војник загинал при експлозија на мина. Илјадници луѓе загинаа, неколку милиони беа принудени да ги напуштат своите домови како резултат на 6-годишната вооружена дејност на групата. Оваа година соседните држави Чад, Нигер и Камерун започнаа заедно со Нигерија офанзива против Боко Харам. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск изјави дека Европската унија не може да ги прими сите мигранти кои ќе доплуват до нејзините брегови и дека ќе мора да осмисли нова политика за нивно одвраќање со цел да се реши тој проблем. Јас сум реалистичен и мислам дека пред се мора да осмислиме нова политика за одвраќање на мигрантите, односно политика за нивно испраќање назад дома, рече Доналд Туск во интервју за полскиот весник Полска Таймс, пренесува Reuters. Тој вели дека на одговорен начин може да се говори за прифаќање на само ограничен број мигранти. Тие што велат ајде да ги отвориме вратите се цинични, затоа што знаат дека тоа не е возможно, истакна председателот на Европскиот совет. Европската комисија планира до крајот на годината да воведе мерки за да обезбеди товарот од прифаќањето мигранти праведно да се распредели меѓу членките на Европската унија, а меѓу мерките ќе биде и воведување на квоти за прифаќање бегалци, кои се заснуваат врз економската состојба и бројот на жители во земјите. Шумските пожари во канадската провинција Британска Колумбија продолжуваат да се шират од запад кон север и веќе зафатиле 17.000 хектари земјиште. Во гаснењето на огнот се вклучени 240 пожарникари, 11 хеликоптери, 8 авиони и 23 тешки машини, кои од саботата работат деноноќно. Првиот пожар изби на 9 мај на 50 км југозападно од градчето Принц Џорџ. Досега од опасната зона се евакуирани околу 130 лица, а подготвени за напуштање на своите домови се уште 700 до 800 луѓе. Под закана од уништување се 200 стамбени и други згради. Принц Џорџ се наоѓа на 760 км северно од Ванкувер, најголемиот град во Британска Колумбија. Одложениот надпревар од деветото коло од кошаркарската Суперлига меѓу Куманово и Работнички се одигра утре во Куманово, но без присуство на гледачи. Тоа е одлуката на домакинот Куманово по препораките на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија. Како втора опција беше одигрување на дуелот пред публика, но во друг град. Надпреварот во закажаниот термин, 12 мај, беше одложен поради полициската акција во Куманово во текот на претходниот викенд. Надпреварот ќе се одигра утре со почеток од 19 часот. Утрешниот дуел нема никаква резултатска важност, откако Работнички со триумфот во дербито во петокот против МЗТ Скопје го потврди второто место, а тимот на Куманово е третопласиран во поредокот. Плејофот за шампионската титула ќе стартува во петок со полуфиналните дуели МЗТ Скопје Аеродром Фен Индустри и меѓу Куманово и Работнички. Полуфиналето се игра во два добиени меча, домаќини на првите дуели се скопските екипи МЗТ Скопје Аеродром и Работнички.
Наташа Андонова е нашата најдобра фудбалска интернационалка, од следната надпреварувачка кампања ќе настапува во Шведска. Андонова пред 10 дена информираше дека ќе го напушти германскиот Тубине Потсдам во потрага по нови предизвици во фудбалската кариера, а денеска преку својот официјален Facebook профил го соопшти името на својот нов клуб. Најдобрата македонска фудбалерка мина фантастични 5 сезони во редовите на Потсдам, а сега 21-годишната Андонова ќе се обиде да ги докаже своите квалитети и во силната шведска лига. Наташа на социјалните мрежи објави дека кариерата ја продолжува во Розенгард, тим кој во овој момент е лидер во шведската прва женска фудбалска лига. Македонскиот интернационалец Никола Јакимовски, кој го носи дресот на италијанскиот второлигаш Варезе, постигна одличен гол на викенд мечот против Пескара, кој заврши со резултат 2:1. Јакимовски, кој беше активен до 71-та минута, постигна ефектен гол во завршницата на првото полувреме и тоа од слободен удар од околу 20 на метри. Ова за македонецот е прв погодок во серија Б, во која на едно коло до крајот неговиот тим се наоѓа на последната позиција на табелата со 35 бода, а во наредната сезона ќе игра во третата италијанска лига. Македонскиот интернационалец, како што тврдеа дел од медиумите, ова лето ќе биде нов играч на италијанскиот калчолигаш Дженова. Јакимовски всушност од следната сезона, согласно најавите, во Дженова ќе игра заедно со најдобриот македонски фудбалер Горан Пандев, кој исто така од јуни од Галатасарај се враќа повторно во Италија. Јакимовски во јануари стигна во Вареза од година, но веќе од претходно беше добро познато дека серија Б ќе биде само негова попатна станица до настап во серија А. Ако минатата година Атлетико Мадрид на гостувањето на Nou Camp стигна до посакуваната титула во шпанската примера, судбината сакаше Барселона да го слави истиот шампионски наслов и тоа ни повеќе ни помалку на стадионот Висенте Калдерон. Слави и за Реал Мадрид, но подобрачите. Џоковиќ пак го освои вечниот град. Каталонците по 23-ти пат во историјата ја освоија најсилната фудбалска лига во Шпанија, а овој пат стигнаа до ова големо признание благодарејќи на фантастичната игра која ја покажаа во вториот дел од сезоната. Што се однесува до вчерашниот надпревар кој се одигра во шпанската престолнина, Атлетико успешно одолеваше на нападите на гостите во најголем дел од мечот, но сепак домашната одбрана капитулираше во 64-та минута, кога Лионел Меси одлично се снајде во противничкиот 16-ник и го матираше Облак. Овој погодок се покажа како единствен на средбата на Висенте Калдерон, по кој фудбалерите и навивачите на Барселона започнаа со славието на првиот трофеј во 2015 година. На надпреварот кој се одигра во Барселона, Реал Мадрид оствари убедлива победа од 4:1 на гостувањето кај Еспањол, но хет-трикот на Роналдо и голот на Марсело сигурно се премала утеха за фановите на кралскиот клуб. Реал Мадрид успеа да освои европската кошаркарска титула, победувајќи го во финалето Олимпијакос со 78-59 и на тој начин триумфално ја заврши сезоната во која играше одлично уште од самиот почеток. Грчкиот тим имаше подобар почеток и ја доби првата четвртина со 19-15, но до полувремето Реал го предаде водството и стигна до 35-28. Второто полувреме започна со серии на двете страни, но Реал ја задржа предноста за во четвртиот период да ја потврди убедливата победа и да ја завери деветата европска титула во својата клубска историја. Кралскиот клуб играше на последните 3 финални надпревари на Final Four турнирите на Евролигата и годинава конечно успеа да го освои многу посакуваниот трофеј по чекање долго 20 години. Керол со 16, односно Фернандес и Ночиони со по 12 поени беа најдобри реализатори во редовите на Реал Мадрид, а на спортивната страна Лоджески го заврши дуелот со 17 поени, што не беше доволно да се неутрализира лошиот ден на Спанулис, кој што постигна само 3 поени за над 30 минути на терен. Новак Џоковиќ ја продолжи својата победничка серија и со триумфот над Роџер Федерер ја освои четвртата титула на Мастерсот во Рим. Српскиот тенисер покажа повеќе од својот противник и заслужено славеше со 6-4 и 6-3 за нова победа во меѓусебните дуели со швајцарскиот ривал. Истовремено Џоковиќ ја продолжи серијата на 22 победи по ред или скоро 35:2 во текот на актуелната сезона. За Федерер ова беше четврти неуспешен обид да триумфира во Рим, откако претходно загуби во финалињата во 2003-та, 2006-та и во 2013 година. Српските медиуми не пропуштија да го одбележат гафот на организаторот, кој според нив интонирал погрешна химна. Какво време имавме денеска и што да очекуваме од атмосферата утре? Следува метео.
Тоа беше се што подготвивме за третиот дневник. Почитувани гледачи, останете со К3 телевизија и имајте пријатна вечер.